Одлуката на Уставниот суд за отфрлање на 5 иницијативи за указот и законот за преспанскиот договор, со кој државата го промени името, ја разбранува правната фела. Правдањата на претседателката Кацарска, според дел од правниците, се проведни и очекувани. Токму точките кои таа ги нагласи дека се причина за да се отфрлат иницијативите, се клучните работи, зошто за истите мора конечно да се отвори и затвори темата. Професорот Дејан Маролов вели дека одлуката на Уставниот суд била очекувана, но сепак посочува тој, немало потреба да се навлегува и да се мири тежината на претениците наспроти претседателот. Оти сите имаат своја улога, а воедно и во многу примери претседателот сам има освоено поголем број на гласови од некои од партиите кои се на власт. Претседателот е должен да потпише ако повтор пат е изгласано во парламентот, тоа е императивна норма. Сепак едно неправо не дава никому за право да постапи неправно. Така постапката на претседателот не му даваше право на претседателот на собранието тој да потпише наместо него, а токму тоа и се случи. Значи целата постапка има голем број на недостатоци спротивни на уставот и законите. Сето ова е причина плюс за да Уставниот суд расправа, а не причина минус. Маролов не се согласува во целост со одлуката за отфрлање на иницијативите. Вели, работа на Уставниот суд е да пресече, а не врелиот компир да се префрла од еден на друг. Се чини Уставниот суд влезе во барање кој почна прв со прекршувањата. Конечно, самиот устав има предвидено постапка за одговорност на претседателот на Републиката. Истата се отпочнува со двотретинско мнозинство гласови во парламентот, а подоцна со исто такво мнозинство се одлучува за престанок на мандатот на претседателот токму во Уставен суд. Тоа не беше направено во време на мандатот на поранешниот претседател. Од тука барање на негова одговорност постфестум, односно во овој контекст не е ништо друго туку само барање причини и оправданија на вчерашната одлука на Уставен суд. Конечно, по 5 години, иницијативите се најдоа на дневен ред на седница на Уставниот суд. Сите 7 суди едногласно изгласале нивно отфрлање. Претседателката Кацарска кажа дека указот не содржал правни норми, не бил пропис, туку дел од процедурата и уставните судии не можеле да го укинат посебно. Дискусијата што се водеше во Уставниот суд се однесувала во најголем дел за непотпишувањето од страна на тогашниот претседател на Македонија, иако претениците ја изгласаа промената на името на државата.